Почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Пишувајќи колумна за состојбите во Македонија, еден автор во насловот стави Република Апсурдистан, алудирајќи на тоа какво име би требало да има ново меѓународно Република Македонија за меѓународна употреба. Па може ли ова име на колумна, овој наслов да се употреби за сегашната ситуација во Македонија, каде сега има обвинување за тоа дека има и спречување на мирен трансфер на власта. Значи, еден нов феномен во држава, која ги помина сите феномени од обвинувања за пуч, за државни удари, а државни удари не видовме. И сега имаме едно обвинување кое е карактеристично за оние така наречени банана републики или оние субсахарски држави, каде тоа е честа појава, но не и во оние развиени западни цивилизирани земји. Но ете, тоа е новата македонска политичка реалност. За ова вечерва ќе зборуваме со нашите гости. Тоа се поранешни пратеници, како еве да речеме поранешна пратеничка Гилиснана Марковска, исто така поранешен пратеник и сегашен председател на ВМРО Демократска партија Владимир Голубовски и поранешен државен функционер на повеќе функции господинот Перо Димшовски. Разговорот ќе го почнеме веднаш кога ќе ги видиме рекламите и потоа брзо се враќаме во студиото.